Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На и така одложениот старт на учебната година слушавме како целта е постигнување на одредени резултати. Велеа, нема да бидеме исклучиви во позициите или здравје или образование и затоа ќе воведеме комбиниран образовен модел. Но немаме ниту обезбедено здравје при работа, ниту квалитетно образование. Како и сите останати суштински процеси во државата, така и образовниот процес е пред посебен предизвик во услови на пандемија. Иако останува нерешена судбината на околу 40.000 ученици кои немаат услови за следење на онлайн настава, сега и наставата со физичко присуство се соочува со несакани последици. Во изолација се вкупно 53 ученици и 8 наставници. Искрено, посакувам брзо и лесно оздравување, но се прашувам, каде се безбедносните протоколи кои ги донесовте? Ве слушаме како повторно велите дека на сечија одговорност се почитувањето на мерките и протоколите. Се согласувам, но не слушаме која е вашата одговорност. Не слушаме одговор ниту на прашањата зошто, доколку се почитувани пропишаните мерки, имаме деца кои се во изолација. Како ќе продолжат со настава или како ќе го надоместат овој период? Се прашуваме, зошто ни еден совет од експертите не го применивте? Ве советуваа дека има потреба од скрининг на вработените пред самото отворање на училиштата. За возврат, добивме совет од Министерството за образование и наука наставниците да се однесуваат одговорно и надвор од своето работно место. Повторно, сите ние сме виновни, само вие не. Вината е на ваша страна. Не успеавте да создадете систем. Бараме и пред се образовниот процес заслужува систем на претходни проверки и однапред утврдени правила и критериуми, систем на селекција и контрола. Најмалку од се ни треба систем во кој преку образованието правите бизнис. Ви благодарам.